За неа тие живееја. За неа тие се бореа. Се нижеа денови, години, векови. По земјата каде чекореа оставија траг кој го создаде патот до денешнината. Наши војни, учители, уметници, нашите херои и нивните дела се кандило на нашата историја која жари и испушта чад кој ни ги солзи очите, та не потсеќа на страотните маки, борба и надеж за нашата земја, за татковината. Тогаш кога изгледаше дека Македонија е на колена, сонцето одново се роди. Тие се нашето семе, а ние нивен плод. Овој документарен филм ги обработува најзначајните елементи од историјата на Македонија. Земјата во која крвта на предците стои се уште неисушена. Прашањето за создавањето на македонскиот народ, зараѓањето на неговиот идентитет или на целата рамка од елементи со кои тој се идентификува, е еден од најзначајните сегменти од проучувањето на националната историја. Процесот на мешање на народи и на културни и идентитетски влијанија, особено на Балканскиот полуостров, кој од секогаш бил крстосница на многу народи и култури, ги прави невозможни обидите да се дефинира единствен фундамент на сите народи, па и на македонскиот, за волја на историската вистина или шубање од романтичарски подвизи за директно потомство, како најприфатлива теорија за тоа кои се етнички елементи придонеле за формирањето на македонскиот народ, е дека овој процес започнал после населувањето на словенските племиња на Балканот, кога дошло до нивна интеграција во веќе постоечкиот идентитетски опус од автохтони народи. Најстарото именување на македонските простори било Ематија, што всушност ја означувало Приморска Македонија. Името Ематија било потиснато од името Македонија кон крајот на 8-миот и почетокот на 7-миот век пред нашата ера, кога всушност било формирано, кога всушност и се датира формирањето на Македонското кралство. Античките македонци биле одделен етнос кој што е населувал територијата на античка Македонија со свој посебен јазик, идентитет и менталитет. Сите овие племиња, всушност, според заедничките карактеристики, многобројните заеднички карактеристики во материјалната култура, начинот на погребување, погребните обичаи и така натаму, може да се заклучи дека всушност биле сродни, биле еднородни и не случајно тие се обединиле во една единствена држава, Македонија, под водство на династијата на Аргеадите. Македонската династија на Аргеадите, која што ја создала првата македонска држава, потекнувала од областа Орестида, а по-старото име на Орестида било Макета, што е всушност варијанта на името Македонија и македонци. Значи, името Македонија како политичко-државна, како географска, како етничка територија не се совпаѓа со современиот поим Македонија. На историската сцена се појавува во 8-миот век пред нашата ера, а потоа како се ширеле границите на Македонското кралство, така всушност се менувала територијата и политичка, и државна, и географска, онаа територија значи што била означена како Македонија. Што всушност биле античките македонци? Дали биле хелени, дали биле барбари, ниту едното, ниту другото, дали биле илири, тракици или пак мешан народ. Имено античките автори јасно укажуваат на тоа дека античките македонци биле посебен етнос наспрема другите соседни етноси. Имено за разлика од хелените кои што имале полисно уредување,
македонците се до крајот на својата самостојна историја имаат кралско уредување, односно монархија. Така, например, Плутарх во животописот на Александар Македонски сведочи дека македонците имале самосвоен јазик. Александар во една прилика на телесната гарда и се обраќа на македонски јазик. Потоа тој исто така на едно место наведува дека македонските војници на војсководецот Евмен, кој што инаку по потекло бил Хелен, му се обраќале на македонски јазик. Потоа во Александридата на Псевдокалистен е исто така споменато дека македонските војници се збогувале од Александар на македонски јазик. Куртируф наведува дека на македонците им бил потребен преведувач за да го разберат хеленскиот јазик и така натаму и така натаму. Но и покрај тоа што изворите јасно говорат во прилог на тоа дека античките македонци биле посебен етнос, некои истражувачи и денес тоа не го прифаќаат и сметаат најголем дел од нив дека античките македонци биле хелени. На кои аргументи тие го темелат своето мислење, најдобро може да се види од следните нивни прашања. Прво прашањето, доколку македонците не биле хелени и како самостоен и еден воено надмоќен народ, зошто ја ширеле тогаш хеленската култура, зошто ја прифатиле хеленската култура и станале нејзини најизразени носители. Понатаму исто така се поставува прашањето зошто Александар по освојувањето на истокот како официјален јазик на неговата држава го прогласил заедничкото хеленско наречје кој не. Потоа зошто на територијата на Македонија се среќаваат толку надписи на хеленски јазик или зошто многу дела за античка Македонија, па дури во случајот кога нивните автори биле македонци, не се напишани на македонски јазик, туку на јонски или јонско-атички дијалект. Но кој е одговорот на овие прашања? Општо е познато дека хеленскиот бил меѓународно прифатен јазик во антиката. Јазик на дипломатијата, јазик на литературата, кој што се зборувал и на Балканот, и во Медитеранот, и на Блискиот Исток, нешто слично како што е денес ситуацијата со англискиот јазик. Па од тука е сосем нормално што Александар го прогласил токму хеленскиот кој не за официјален јазик на новоосвоената држава со цел да ја олесни комуникацијата на сите тие разнородни народи кои што влегле во нејзиниот состав. Имено хелените ги нарекувале македонците барбари, а овој израз тие обично го употребувале за оние чиј што јазик не го разбирале, односно оние кои што не зборувале хеленски. Делот од Балканот, каде античките македонци биле најмногу бројни, ќе влезе во новоформираното кралство предводено од новата династија на Антигонидите после трите македонско-римски војни. Територијата на Македонија, поделена на 4 дела, формално правно ќе влезе како административна единица во склоп на Римската империја во Подем во 168 година пред новата ера. Сознанијата за првите етнички заедници на територијата на античка Македонија се базираат на извори кои сведочат за диференцијацијата на неколку племиња како Алмопи, Бисалти, Ботајци, Пелагонци, Пајонци, Линкести и така натаму, кои пак населувале истоимени области. Со проширувањето на Македонското кралство на Аргиадите, овие области и племиња полека ќе бидат интегрирани во државата.
Пръстенът му беше даден на перите. Се знаеше ли какъв биде так, без разлика на себе? Пръстен? Ама какъв пръстен? Пръстен отпадна до перника. Без разлика. За наследството отлучува войската. А кой ќе одобрил дълката на четвъртина от войската? Бандитите от Ликия на Бактина няма да дозволят всякаква отлука. Али дай, да се казва, че али дай. Нема да издържи. Сите го знаеме това. Айде вака. Роксана е говорила следно. Ако е машко го помни. От ако не писате да се отдели, то би го направил с било кой крал. А да им събереме изтъкнатите войсководачи, да формираме колегиална управа. Чекаме наследника. Па ти преко регията сакаш да дойдеш до власт, а ние против това се борим. Ма вие предлагате един, войските избира друг. Помина от дуката на Пейто, Пептика и Леона да бидат регенти, заради до нас ќе се борим. Ако войската отлучува, защо престолът го ставаме на коцка? Защо сме се обранили? Средниот век е период кога на целокупната територија на Балканот се одвиваат процеси на големи миграции и населувања. Таквите процеси ќе ја редефинираат дотогашната етничка структура. Терминолошки, во изворната документација, термините Македонија и македонци одржале континуитет, иако во никој случај не се еквивалент на денешната истоимена терминологија. Словените се појават за прв пат како поем во изворите во 6 век. Пред тоа не се среќават во изворите. Соодветно, меѓутоа и тоа е многу интересно што изворите не ни соопштуваат ништо од каде дошли тие слови. Наеднаш се појавуваат на северниот брег на Дунав. И поради тоа се во науката се јавиле две основни теории за нивното потекло. Едната е дека се дојдени од некаде, имат прататковина, меѓутоа се спори каде е таа. И тука проблем е што никој не спомнува дека дошли од некаде. Втората е дека се развиле како заедница именно на границата со империјата. Тоа се двете основни теории. Двете имаат своја основа и двете имаат своји аргументи. Ниту едната нема доволно сила за да се наметне како сигурно докаже. Поскоро живеат во шуми, во мочуришта, се кријат, така да се каже. Но со тек на време и тоа ќе еволуира, ќе се смени, особено за време на нападите на Балканот, кога тие почнале да награбуваат голем плен, почнале да ги користат материјалните достигнувања на народите кои што живееле на просторот на империјата. Во 584 година, дури 4 години престоеле на територијата на Балканот. И според изворите се научиле да се служат со ромејското оружје подобро од ромејите. Познати се повеќе напади, кои што се извршени, некои се самостојни, други се во соработка со аварите. За време на овие напади е награбен доста плен и дури веќе околу 584 година словените, дел од нив, останале на територијата на Балканот. Се смета дека населувањето започнало со големата криза од втората деценија на 7 век, кога сите сили на Византија се испратени на исток во борба со персијанците. Останат без заштита, Балканот станал лесен плен на аварите и на словените. Од тоа што го знаеме и историски и археолошки, сите градови во внатрешноста се срушени. Награбиле многу имот, многу богатство и започнале да се служат со него. Тоа е многу важно, затоа што ќе ни одговори на прашањето каде е словенската култура во наредните векови, во 7 и 8. И едниот од одговорите на тоа прашање, кој што постои денес во науката, е дека всушност словените многу брзо ја прифатиле местната култура. Имало повеќе обсади на Солун, дел се пред населувањето на словените, дел се после тоа. Населувањето се случило барем како што е општо прифатено сега во првата декада од владењето на императорот Иракли, т.е. после 610 година. Тогаш се случиле први две големи обсади на Солун. Датирани се различно, меѓутоа 614 или 616 е првата. Да потсетам дека ни една не е точно датирана, тоа се предпоставки, во кои што во првата словените начело со екзархот Хацон ги нападнале Солун, меѓутоа не успеале. Својот, подоцна им се придружат аварите, второто обсада пак неуспешно. После 626 година, кога аварите претрпеле пород пред Константинопол, словените се усамостојуваат тие што дошле на Балканот и создаваат овде своји заедници, познати се по име повеќе, и неколку од овие заедници ќе направат последната позната обсада на Солун, веројатно 674 година, кога градот е нападнат од стримонците, од рихините и после се придружиле драговите и севдатите, исто така неуспешен напад.
Солон обстанал и тоа се чинело на современство како големо чудо. Така што настана неколку збирки од чудата на Свети Димитар Солонски како го спасува градот од словените и од аварите. Словени дошле. Тука нема никаква дилема дали дошле или не дошле Словени. Премногу историски извори тоа го потврдуваат. Дошле. Меѓутоа, тие не дошле на празно место, тука нашле, тоа исто така веќе е апсолутно докажено, многобројно староседелско население. Значи имаме староседелци повеќе, тоа е докажено и археолошки, меѓутоа исто така треба да кажеме како историчар дека е историски потврдено. Имаме историски извори кои што зборуваат за многобројни христијани меѓу словените во крајот на 7 век. А овие христијани би можели да бидат само едни староседелци. Но важно се потцрта дека не треба тие да се сваќаат како етнички заедници во денешна смисла, тоа е нешто чисто словенско. Всушност, тие се политички заедници, во кои што не само можно, туку во некои случаи сигурно дека имало мешано по состав население. Тоа се покажало во 10 век, кога после уништувањето на славините како структури и наметнување на византиската власт, на територијата која што порано било означувано само како територија на склавини, сега се појавуваат етноси како власите. Не ја сменали културата, исклучувајќи го јазикот. Словените го наметнале јазик. Тоа не ни дава за жал информација дали тие биле мнозинство или малцинство, бидејќи имаме познати примери во историјата кога и малцински популации го наметнуваат својот јазик. Прашањето колку кои се повеќе или помалку останува тешко да се одговори, меѓутоа ако судиме по начин на кој што се опишени словените на првата етапа на својот развој како антрополошки изглед и населението кое што живее сега на Балканот, гледаме дека словените не направиле нека големо влијание врз развојот, биолошкиот, да речеме, развој на балканската популација. На крајот на 10-тиот и почетокот на 11-тиот век, на Балканот настапуваат нови ликови на историската сцена, а се случува и процесот на консолидирање на средовековната држава во Македонија, односно државата на Самуил. Услови за создавање на држава како независен политички субјект на Балканот, со јадро во Македонија, почнале да се создаваат уште за време на дејноста на Свети Климент во Охридскиот регион, преку формирањето на Охридската книжевна школа и диференцирањето на благородништвото. Кога зборуваме за Самуил, не може да кажеме дека тој има бугарско или македонско потекло, затоа што се претпоставува дека таткото на Самуил има еременско потекло. Не постојат ниту историски податоци дека Самуил некаде се запишал како македонец или пак постои некое име кое што аудира на државата дека била Македонија. Такви историски податоци немаме. Се поставува прашањето тогаш како се појавиле термините Бугарија и бугари. По ликвидацијата на Самуиловата држава во 1018 година византискиот император Василий II на поранешната Самуилова држава, односно на незината територија, создава нова тема со име Бугарија. Името Македонија го добива темата која што се наоѓа западно од Тракија во Адрианопол и се нарекува Македонија. Авторите современици на Самуил и на Василий II ги користат термините мизи, скити или варвари за населението кое што живеело во Самуиловата држава. Додека пак оние автори кои што пишуваат по ликвидацијата на Самуиловата држава ги користат термините бугари и бугарија, поради тоа што тогаш веќе постоела темата Бугарија на местото од Самуиловата држава. Исто така, не смееме ни да пропуштиме да кажеме дека византиските императори потекнуваат од македонската династија и се нарекуваат самите македонци. Па така, не би можело дојде до диференцијација на државата на непријателите на Византија, која што била во Македонија, за може да се направи разлика во топонимска и етнонимска терминолошка идентификација. Со поимот бугари, после падот на Самуиловото царство, било именувано населението во денешна Србија, дел од Македонија и Албанија, но не и она во денешна Бугарија, што посочува на неетничката употреба на поимот. На база на тоа, може да се потенцира дека поимите македонци и бугари во она време го немале тоа значење што го имаат денес и затоа не треба да се поистоветуваат со денешните држави и нации.
Историјата на македонскиот народ во 19 век е одбележена од повеќе фактори кои несомнено извршиле големо влијание при формирањето и зачувувањето на македонскиот идентитет во овој период. Позначајните настани кои имале голема улога во секојдневниот живот на македонскиот народ се распаѓањето на Османлиската империја, последиците од танзиматските реформи, борбата за национално ослободување, но пред се борбата за одбрана на идентитетот. Аман! Коми ти, а? Коми ти, а? Со трување, бе, ке те убијам, бе! Има да моли за живот, куче едно! Лака ли ќе градиме империја? Со кого вие ќе градите империја? Со бугарите ли? Со србите? Мртвите ќе станат против вас. Кои мртви, бе, куче, комичко? Молите за животот, бе! Ѓаур! И мазите се против вас. Кој ќе ме брани? Бугарите ли? Господ Србите ли? Господ ќе не брани. Каков Господ, бе? Жерата, Помоли се, Ѓаур! 100 години. Вие сте предавници! И дојде крајот. И ви дојде крајот. Молите да не минува ништо. Господ ќе ви плати. Помоли се, куче! Помоли се за поштен! Букај! Букај! Националната свест кај македонците се појавува многу подоцна за разлика од соседните земји. Во периодот од 1800-та до 1890-та година, кога се водат политички и воени борби против османлиската власт, македонците, односно македонскиот народ, не влегол во никаква политичка организација. До 1880-та година, Бугарија, Србија и Грција веќе ги завршиле своите подготовки за стекнување на автономија, а со тоа и власта сами да формираат своји политички идеи и цели. Македонија била на агендата на соседите за приграбување на што повеќе територија од истата. Со таа цел била спроведувана пропаганда. Најголем убиец на македонското национално чувство во тој период секако биле пропагандите кои што биле вршени од страна на соседите, кои што имале за цел да го искоренат македонскиот јазик и неговата посебност од другите балкански народи и јазици. Пропагандите кои што биле вршени преку црквата и училиштата од страна на Србија, Бугарија и Грција. Бугарската екзархија, која што била формирана во 1870 година, била една од трите пропаганди која што била најактивна во тој период. И покрај наметнувањата на туг јазик и култура, било само прашање на време кога ќе се јави една македонска интелигенција која ќе пружи силен отпор против пропагандите. Еден од најрелевантните идеолози и предводници на македонската револуционерна борба, Гоце Делчев, ќе рече: оној што копнее, што работи да ја присоедини Македонија кон Бугарија или кон Грција, тој може да се мисли за добар бугарин или за добар грк, но не и добар македонец. Ваквите прогресивни идеи, не само на Делчев, туку и на другите познати македонски дејци, ќе доведе до конечно формирање на организацијата која ќе го обедини македонскиот народ, ќе работи за негово национално свестење и ќе се бори за неговата автономија. Истата ќе биде формирана во Солун во 1893 година под името Македонска револуционерна организација. Бидеме во постојан контакт со Бугарија. Таквата состојба ќе го улесни ширењето и организирањето на самата организација. Види, организацијата мора да биде формирана во Македонија. Не може во Софија. Инаку Србија и Грција ќе третираат како измислица на бугарското правителство. И нема да излезе ништо од неа, а и тие може да формираат исти такви организации. Кога е така, значи не може да биде отворена. Ама не, мора да биде тајна. Туку и на почетокот, на видни позиции да поставуваме македонци, честни луѓе. Да не клаваме џабази, и тие да бидат, и врските и јатаците да бидат во постојан контакт со населението. Така и тие ќе бидат изложени на провали и на ујдурмите од турците. И полесно ќе ја спечелат довербата кај народот. Луѓе,
Дајте да видиме со кои идеја да настапиме. Не може да им се кажува само дека сакаме примена на Берлинскиот договор. Тој јабер е слаб. Автономија и припојување кон Бугарија. Само автономија на Македонија? Да. Ако успееме да постигнеме автономија на Македонија, ќе откинеме не само од канџите на Турција, туку и од србите и од грците. Од цртаме еднаш границите. Не ќе може повеќе да барат делови од неја. И ако сакаме припојување со Бугарија, тоа може да стане исто автономна Македонија. Слушајте, Тачев, ти беше тој кој сака контакт со Бугарија. Јас мислам да не се мешаме во помиите на бугарите, а ниту и во било кој сосед. Можат да ја обвинат организацијата дека орудие на тие влади и сургун ќе не пратат. Добро, може да бараме од нашите во Бугарија, од бугарскиот народ некаква подршка, али морална, али материјална. А тие да не се мешаат во нашите работи, да не си ја направиме чергата подолга. Да, така. Црква, попци, кирајчи, аберчи, даскари, се ќе се стави во служба на делото. Ако има пари, местото се пече. Арно, туку дај да видиме како ќе ни прими народот, па за устави и други помодарства, кола е работа. Може. Како највисоко револуционерно достигнување на македонскиот народ и на организацијата, во почетокот на 20 век е Илинденското востание, кое представува клучен фактор во развитокот на македонската национална свест. Ваквите револуционерни активности ја реанимирале борбата за афирмација на македонскиот идентитет и за правото да се прогласи автономија на одделна територија која македонците ја чувствуваат како свое парче земја. Иако навидум македонското прашање почнало да привлекува меѓународен интерес како во периодот на Берлинскиот конгрес, македонците сепак останале на една друга страна од историјата во периодот кој ќе следи, кога над македонската територија повторно ќе се вкрстат копијата на балканските народи, поддржани од големите сили. Периодот на Балканските војни, односно 1912 и 13 година, е период кога македонскиот народ повторно ќе биде исправен пред нови предизвици во неговата борба за прогласување на автономија во рамките на Османлиската империја, што треба да биде чекор за понатамошно создавање на една македонска држава. Во првата Балканска војна знаеме дека Балканскиот сојуз, кој што го сочинуваат државите како Србија, Грција, Бугарија и Црна Гора, војуваат против Османлиската држава, која што, односно против Османлиската империја, која што во овој период е веќе на самиот крај од своето постоење. Македонскиот народ ќе биде расчленет на неколку делови, односно имаме извори кои што потврдуваат дека македонци војуваат на страните на Бугарија, на Србија и на Грција во таа војна против Османлиската империја. Релевантен факт е да се спомене активноста на Јане Сандански, кој што е предводник на насерско крило на Македонската револуционерна организација. И еден интересен факт е тоа што после завршувањето на Првата Балканска војна, кога балканските сојузници, т.е. бугарските војски навлегуваат во Солун, на една здравица која што била иницирана од Бугарија, Јане Сандански ќе стане и ќе рече дека тој наздравува за самостојна и за автономна Македонија. И всушност преку оваа епизода го согледуваме фактот дека Јане Сандански и покрај тоа што војувал на страната на бугарските војски за време на Првата Балканска војна, тој сепак се надевал дека можеби после Балканската војна и после заминувањето на османлиите од Балканот, дека конечно ќе се оствари оној стремеж на македонците за да живеат во своја држава. Меѓутоа наскоро ќе започне Втората Балканска војна, каде што и самиот Јане Сандански согледал дека Првата Балканска војна не ги исполнила очекувањата на неговите приврзаници на македонскиот народ. После крајот на Втората Балканска војна на Букурешката мировна конференција, со подпишувањето на Букурешкиот мировен договор во август 1913 година, територијата на Македонија веќе ќе биде поделена помеѓу трите балкански сојузници кои што војуваат меѓу себе во Втората Балканска војна.
Во Првата светска војна македонци исто така имаме и при војувањето на земите кои што војува во Првата светска војна на Македонскиот фронт, кој што знаеме дека екзистира од 1915 до 1980 година. И после завршувањето на Првата светска војна, македонците се уште останале, тоест се уште немале доволно вкоренето тоест се уште немаме некое македонско ткиво кое што би ги имало сите оние својства за формирање на македонска држава и всушност целата ситуација и ќе биде повеќе отежната со подпишувањето на Парискиот мировен договор, кој што всушност и ги санкционирал сите одредби од Букурешткиот мировен договор, кога територијата на Македонија беше поделена помеѓу Србија, Бугарија и Грција. Голема улога за време на Балканските војни и Првата светска војна во афирмирањето на македонскиот идентитет и народ ќе одигра секако и македонската емиграција, особено кружокот од емиграцијата кој што се наоѓа во Санкт Петерсбург во Русија. Значаен член на овој кружок бил Димитрije Чубовски, кој што знаеме дека во 1913 година во списанието кој што го издава кружокот во Санкт Петерсбург, односно списанието наречено Македонски глас, Димитрije Чубовски ќе ја исцрта и ќе ја објави картата на Македонија во своите етнографски граници, односно ќе ја исцрта територијата на оној дел од Балканот каде што живее македонскиот народ, кој што ќе биде поделен со Букурешткиот мировен договор. Ако се земе во предвид дека поминале толку години на борба за автономија и признавање, без истата да роди значаен резултат или исход со кој ќе бидат оправдани жртвите на македонскиот народ, почнал да опаѓа и моралот во самата револуционерна организација. Странските влијанија и импактот на одредени индивидуи кои се инфилтрирале во организацијата и создале кругови кои ќе работат за туги интереси, оставиле силен белег во периодот помеѓу двете светски војни. Професоре, како можеме да го согледаме континуитетот од периодот на Македонската револуционерна организација и инденците, па се до периодот на Народно-ослободителната војна? Една црвена нитка која што беше присутна во сите овие движења од Тморо, Вморо, па се до формирањето на организации како што беа МАНАПО, федералистичките организации и сите други, може да се следи една црвена нитка која што го имаше во предвид постоењето на една македонска нација, која што се залагаше за етаблирање на македонската нација и формирање на македонска држава. Таа црвена нитка од 1893 година па се до 1944 година имаше своји подеми и падови. Меѓутоа, оно што е најбитно е што во 1944 година сите тие движења се обединија околу идејата за формирање на македонска држава. На првото заседание на АСНУМ 1944 година, ако се анализираат документите, ќе се види дека таму присуствуваат скоро сите оние кои што биле или сите припадници на сите организации во македонското национално ослободително движење. Сите тие во 1944 година, 2 август, го покажаа единството и ја формираа македонската држава, федерална единица Македонија во рамките на Федеративна Југославија. Со каква идеја настапија учесниците во Народно-ослободителната војна? Значи, треба да се има предвид дека ставот на Методија Шаторо-Шарова, кој што се залагаше за обединета и самостојна македонска држава, тоа беше основната каписла која што ги мотивираше македонците да влезат во Народно-ослободителната борба. Обединета и самостојна македонска држава. Фактот што по заминувањето на Шаров во септември месец 1941 година настана еден застој во Народно-ослободителното движење поради фактот што голем дел од македонците не ја чувствуваат Југославија како своја држава. Затоа што тие го знае искуството од периодот на кралството Југославија. И затоа се до 1943 година до појавувањето на манифестот на главниот штаб на НОФИПОМ, кога се
дадува основните контури на идната држава, иако Обединената и независна Македонија се гледаше во рамките на Југословенската федерација, сепак беа дадени некои смерници во кои што се покажуваше дека нема враќање на старото. Подоцна на заседанието на АСМ знаеме дека имаме представници и од Пиринска и од Егейска Македонија, покревани од Вардарска. Меѓутоа, сепак на крајот кога се формираше македонската современа држава, незините граници не ги оцртуваа само териториите на Вардарска Македонија. Несомнено дека првото задание на АСНОМ и неговото одржување и присуството на оние кои што беа присутни на заседанието го оцртуваше оно што сакаат македонците да биде Македонија по војната, односно дека сакаат да биде обединета. Македонците на првото заседание на АСНОМ ја изразија својата волја за обединета, самостојна и независна македонска држава. И македонската држава по првото заседание на АСНОМ започна да живее така. Тито добиваше информации дека македонците не ја чувствуваат федерацијата како своја и дека се однесуваат самостојно на свој начин кој што не ги интересира многу што се случува во Југославија. Затоа Тито испрати една комисија која што требаше да види што се случува во Македонија, а истиот процес се случува и во Хрватска. Кога дојде комисијата да испита што е работата, во извештајот до Тито му кажа дека македонците не ја чувствуваат Југославија за своја држава и дека се однесуваат самостојно и сметаат дека тоа треба да биде нивната идна држава. Преку некои пароли, како што е, например, паролата на Солун не на Срем, всушност ја го гледаме целото незадоволство, кое македонците го има после заседанието на АСНО. Како ова ќе се одрази во наредниот период? Вие реков дека во периодот од 42 август 44 година до декември месец 44 година Македонија живее самостојно. И тоа што беше паролата за Солун беше парола која што одговараше на македонците. Меѓутоа не одговараше на југословенското раководство, затоа што тоа ќе значеше сосема друга позиција на Јосип Брз Тито во однос на Балкан. А Тито настојуваше да ја контролира целата ситуација и да стане господар на Балкан. Ако Македонија излезеше надвор од рамките на онова што беше Југославија, иако се обединеше, ама не во рамките на Југославија, затоа што проблемот беше Тито сакаше Македонија да биде обединета во рамките на Југославија. А тоа британците и американците никога не можеа да го дозволат. Затоа што тоа значеше голем словенски блок кој што ќе ги загрозува нивните интереси во Грција. Вековните стремежи ги задолжија денешните генерации да им одаваат почит на оние чиј отпор и чија борба резултираа со идеалот за кој многумина пред нив умираа – создавање на македонска држава. Спомнувајте си ги скулпторите на нашата историја и традиција секој ден, бидејќи македонската држава е одговорноста наследена од нив, а ние сме секојдневно соочени со предизвикот да докажеме дека можеме да ја одржиме македонската нитка во континуитет.